Обука за јавен говор и говор на тело. Колку е важно и значајно да знаеме како да се однесуваме кога имаме јавен говор, кога имаме јавен настап. Кои се оние работи кои што можеби некогаш ги подзабораваме кога имаме јавен настап. На вам веќе добро позната наша драга колешка, моја добра пријателка Анастасија Илиевска, со која што ќе имате можност да научите многу повеќе токму за јавниот говор и говорот на тело. Анастасија, ти благодарам што ја прифати пред се поканата да бидеш делот Добро утро секој утро, ако гледачите те гледаат нели во емисијата која што ја водиш попладне, но сепак во едно утринско издание за една убава тема која што е многу значајна, особено за луѓето кои што излагуваат пред камера, кои што се јавни говорници, но и во денешно време нели социјалните мрежи стана една платформа каде што сите си имаме на некој начин свое обраќање. Добро утро и голем поздрав до гледачите кои што се будеа заедно со мене пред неколку години. Ми е драго што повторно ќе имаме можност да се дружиме во овој термин, во оваа форма. Убаво кажа Иван, ова е една многу значајна тема која што не ги опфаќа само луѓето кои што се занимаваат со јавна професија, со кои што често имаат јавни настапи, бидејќи како што кажи ти, времињата, модерните време имаат наметнато една поинаква динамика, па ако порано се мислеше дека јавен говор е само оној говор кој што го правиме пред публика и најчесто луѓето мислат дека јавен говор држат само политичарите или јавните личности, работите денеска се сменети, тука голема улога им играат и социјалните мрежи, меѓутоа јас би рекла дека во модерното време јавен говор е секој оној говор кој што не го држиме сами со себе. Односно јавен говор и говорот кој што го имаме пред колегите на работа кога треба да имаме на пример презентација. Па е обичен колегиум кога треба да кажеме наша идеја која што треба да биде слушната, исто така е јавен говор. Јавен говор е секој оној говор кој што го држиме на социјалните мрежи. Денеска не само јавните личности, него и оние кои што имаат своја одредена публика, без разлика дали е семејство, дали е некоја поголема публика или целна група, држат често јавни говори во облик на видеа и тоа представува една форма на јавен говор. И секако јавниот говор како она најосновна форма која станува збор нели за јавни говорници, јавни личности кои што пак држат говори пред една поголема група на луѓе. Во суштина поентата е дека секој еден од нас држи јавен говор во одреден дел од денот или во одреден дел од животот. По овие обуки се нешто кое што е многу значајно за да си го подобриме и професионалниот живот, меѓутоа и приватниот живот, и да се за секој еден, не се само за јавните личности, туку секој еден треба да ги знае овие вештини, бидејќи се вештини и се учат. Да, обуките започнуваат на 1 декември. До кога трае пријавувањето и што се нуди еве на овие обуки кои што може да бидат нели и поединечни, но и заедно може да се слушаат, односно да се учи од обуките кои што се за јавен говор и за говор на тело. Така е, групата ова ќе би рекла прва група во ваква форма почнува на 1 декември, иако обуките за јавен говор и говор на тело веќе ги помина околу 40 на млади луѓе од буквално целиот свет, од Европа, од Африка, од Азија, од Америка. Имав група која што буквално доаѓаше од целиот свет, од различни генерации и различна работа која што ја работат и различен цел кој што го имаат, меѓутоа 40 на млади луѓе од целиот свет веќе ги поминаа обуките, тоа е првиот дел и ова е веќе една поинаква прва група која што можам така да ја кажам, која што сега јас проведувам тука на територијата, односно целна група ми е македонската публика и она што значи наши сограѓани, професионалци, млади, возрастни, како што кажав, нема возрастна граница, ниту пак професионална граница за кого се наменети. Почнува на 1 декември, ќе траат до крајот на јануари 2025 година. Можат се односно достапни се во две форми. Едната форма е обука само за јавен говор, втората е обука само за говор на тело и повеќето, односно досега најголем број од пријавените се пријавени за двете обуки заедно, односно обука за јавен говор и обука за говор на тело, што е одличен избор бидејќи тие две сегменти се поклопуваат и си помагаат во целосното обликување на јавниот настап. Меѓутоа ќе има повторно обуки, пријавувањето
првенството, односно почетокот е на 1 декември, сите кои што сакаат да се пријават може да се пријават до 1 декември, бидејќи тогаш веќе почнуваме, меѓутоа оние кои што нема да успее да се пријави во овој дел, ќе има повторно, нели после јануари 2025 година, повторно ќе има нова група за овие обуки. Да, верувам дека може да те исконтактираат на твојот Инстаграм профил, кој што е нели професионален и е наменет секако и за овие обуки. Да, секако и на мојот Инстаграм профил, меѓутоа и на мојата веб страна која што ќе прикажеме, претпоставувам во инсерити, www.walkandtalk.mk. Тоа е еден начин на кој што би сакав да покажам дека и движењето, и зборувањето, односно walking and talking, заедно ја дава целосната слика која што треба да има добар позитивен ефект, кој што треба да оствари одредена и да испрети одредена порака кај публиката. Така што тука може да ги најдат информациите, секако да ми најдат или на Facebook или на Instagram, јас ќе им кажам како понатаму можат да аплицираат и да продолжат со обуките. Да, не секогаш нели она што го зборуваме, да, секако нели она што го зборуваме треба да биде добро кажано, но и сепак и гестикулациите кои што ги правиме со телото. Што е она според тебе еве што се забележува најмногу како луѓето кои што си го наоѓаат како мана кај себе и бараат еве совет, кој е она најчестото, дали се работи за трема или кога треба да излезат нели пред јавен настап, пред јавен говор, која има она мана еве така да ја наречеме, која што сами се откриваат и која што им прави нели некаков вид на трема и грч пред да излезат пред поголемата публика и јавност. Во суштина што е многу важно, што сите ние треба да го знаеме дека ние како луѓе оценката за одредена личност која што ја гледаме, ја даваме во првата помалку од секунда. Значи, првиот впечаток се стекнува во помалку од секунда. И не дека не се менува тој впечаток, може да се смени, меѓутоа има едно истражување кое што е направено во Америка на еден универзитет кој што кажува дека буквално гласачите одлучуваат за кого ќе гласаат на изборите во првите неколку секунди од јавниот настап, односно првите неколку секунди од тоа како се однесуваме пред публика многу влие во тоа како ја креираме целокупната слика, и тоа треба многу да ни кажува за тоа како функционира човековиот мозок во насока на тоа што гледаме и што восприемаме. Меѓутоа, ако треба да одберам што е едната работа која што најголем број на луѓе ја чувствуваат, да, тремата и стравот од јавен говор, и тоа е нешто што е сосема нормално. Ќе се согласи со мене дека и ден денес ние чувствуваме страв кога треба и трема одредена кога треба да се обратиме пред поголема група на луѓе или пак пред помала. Меѓутоа, целата суштина на уметноста на јавното говорење е како ти ќе се однесуваш со стравот, односно како ти ќе гледаш на стравот. Дали стравот ќе ти биде страшен или стравот ќе ти биде нешто што ќе те поттикне да го извадиш најдоброто од себе и да му погледнеш во очи и да едноставно да ја извадиш најдобрата верзија од себе. И тоа е целата магија и целата вештина која што се учи, односно како да менаџираме со стравот и како да му одговориме на стравот. Јас ова многу пати го имам кажано, пак ќе го кажам, има една многу убава реченица на Петрема Андриевски која што вели дека стравот е страшен само ако му се плашиш. И така во суштина е и со јавното говорење, односно кога известен број на одреден број на пати ќе го правиш, тоа веќе и стравот не ти е толку страшен, иако пак ќе кажам секогаш е присутна таа трема и тремата е добра, бидејќи не прави повнимателни, не прави да бидеме предпазливи и тоа не прави да бидеме на крајот денот и подобри. Се е до менаџирање на тие чувства кои што ги имаме, што се учи во делот на обуките. Да, ние тоа чисто го видиме нели позитивна трема, секогаш треба да се има доза нели на позитивна трема. Она што ти тоа многу добро знаеш да си го изменаџираш, нели тој страв кој што сите понекогаш го имаме, односно тлее во нас, меѓутоа многу добро знаеш да си го изменаџираш и верувам дека со твоите познавања и тоа како ќе се пренесе тоа и на луѓето кои што сакаат да научат нешто повеќе, како да бидат подобри кога утре ќе се обратат пред публика, пред поширока маса на луѓе или едноставно пред самиот состанок кој што го имаат на работа, пред колегите. И за крај би те прашала, сметаш ли дека еве можеби на поголем дел од луѓето кои што јавно се обраќаат, постојано им се потребни да ги подобрат вештините и да работат на себе постојано за да имаат што е можно подобра нели комуникација со публиката, со тоа што ќе го изменаџираат заеднички и говорот на делот?
Јавниот говор и говорот на тело е вештина која што се учи и вештина која што се практикува, што значи дека апсолутно секогаш може да се надоградува. Ние имаме прекрасни јавни говорници и во јавниот живот и во политичкиот живот, кои што сигурно сум дека работат на тоа, а одредени може да треба да почнат да работат, меѓутоа не е сега тоа поентата да ги критикуваме, туку едноставно да поттикнеме дека ова не е нешто на кое што не се работи, ова е нешто на кое што се работи, нешто на кое што треба да се обрне внимание. Ако мене ме прашат, јас моје лично гледиште дека јавниот говор и говорот на тело треба да се изучува на училиште. Тоа е една вештина која што секој треба да ја знае. Токму затоа би рекла дека овие обуки се нешто кое што вреди да си го поклониме самите на себе за празниците или после празниците. Обуките за јавен говор и говор на тело се нешто кое што треба родителите да им го поклонат на своите деца, бидејќи е вештина која што на многу добар начин ќе го подобри квалитетот на нашиот и професионален и приватен живот и ќе не спреми за она што значи живот во реалноста. Да, ако ги спомена нели децата, секако тука е нели и оној училишниот дел кога се одговара нели пред професорите, дали во средно или подоцна нели на факултет, сепак и тоа нели остава впечаток како што споменавме во првата секунда од тоа колку има нели детето научено или студентот колку си има подготвено за испитот или нели за испрашувањето. Се надевам дека ова ќе продолжи нели, не застануваш тука со овие обуки и дека што е можно поголем број на луѓе ќе се усовршуваат благодарение на твоите знања и вештини кои што ќе им ги пренесеш со овие обуки. Да, благодарам Ивана. Да, ова форма, односно како што кажав, секогаш треба да продолжиме да се доедуцираме, додека ќе се одвива обуката за јавен говор и говор на тело. Јас одам на друга обука која што ќе ме дообучува за она што сакам нели да го збогатам, да ги збогатам овие обуки. Ќе така што покрај обуките за јавен говор и говор на тело може да очекуваме и други обуки кои што ќе следат во новата година. Особен фокус ќе ме бидат жените, младите жени и подобрување на нивниот јавен настап, нивната сликата што ја оставаат пред јавноста, меѓутоа и како да бидеме мокни и да точно го постигнеме оно што сакаме да го постигнеме, така што дека ќе требаат обуките, јас се обучувам за други обуки кои што допрва ќе бидат имплементирани како дел од целокупнава приказна. Да, и тоа како важна уште една тема која што верувам дека ќе пробуди интерес, односно треба да пробуди интерес кај сите луѓе, сите жени, млади, нели кои што сакаат да се надоградат на некој начин или да се усовршат во своето јавно говорење. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам, Иван.